Добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Во него ќе гледате. Во населбата Усова Чешма предадени во употреба новоасфалтираните улици Крум Вранински и Мишо Арсов. Присуствуваше и вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски. Со свечена утрена богослужба со која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион, одбележан празникот на Кочанската црква Свети Ѓорги. Во населбата Селиште во Оризари предадено во употреба повеќе наменско игралиште во кое општината вложи 8 милиони денари собствени средства. На пригодна свеченост одбележан крајот на есенскиот дел од првенството во женската фудбалска лига на Македонија. Машката екипа на гимнастичкото друштво од Кочани најдобра во Македонија, тренерот Никол Чоколев најдобар во државата. Со информациите од дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Сончеви колектори, термосол Кочани. 20 годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов вградени во сончеви колектори ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Министерот за финансии Зоран Ставревски денеска присуствуваше на свеченото пуштање во употреба на новоасфалтираните улици Крум Вранински и Мишо Арсов и за следната година најави нови 600.000 евра државни пари за 9 улици. Во присуство на жителите од улиците Крум Вранински и Мишо Арсов и населбата Усова Чешма, денеска министерот Зоран Ставревски и градоначалникот Радко Димитровски символично ги пуштија во употреба двете новоизградени асфалтирани сообраќајници во вкупна должина од 490 метри.
Подобрувањето на животот на граѓаните е наша цел и наша обврска и затоа сум денес тука да го означиме почетокот на користење на новата улица, реконструираната улица Крум Вранински во општина Кочани, која што се финансираше со неповратни средства, грант што Министерството за финансии го обезбеди преку Светска банка. Тоа е втор проект што го реализираме со општина Кочани во однос на општинските услуги и инфраструктурата. Оваа улица и улицата Мишо Арсов се едни од најтешките во градот Кочани, меѓутоа благодарение на ангажманот на Министерството за финансии на владата на Република Македонија, неповратните средства, да успеавме и двете паралелно да ги направиме и да овозможиме еден нормален приод за сите наши сограѓани. Очекувам дека оваа соработка ќе продолжи и понатаму. Веќе се предадени проектите за 9 улици кои што ги најавивме претходно, кои што треба да ги направиме во наредната година, кои што се дадени во програмата на општина Кочани и со тоа ќе се грижиме уште повеќе за подобриот живот на граѓаните на општината. Жителите кои гравитираат кон овој дел од градот по цели 4 децении газење кал добија асфалт, со што суштински им е олеснета комуникацијата и им се подобрени условите за живот. Па многу убаво, значи сите улици и се што се направи многу убаво, значи се. Па многу асфалтирана улица, пат има. Министер Ставревски најави дека во наредната 2014 година општина Кочани ќе добие уште 500 до 600.000 евра државни пари за изградба и асфалтирање на 9 нови улици, како и за подобрување на другите инфраструктурни содржини. Што се однесува до недоразбирањето помеѓу Русија и Европската унија околу изградбата на гасоводниот Јужен поток, Ставревски со изјава. Република Македонија и понатаму ќе продолжи со реализацијата на проектот Јужен тек, така како што е најавено, со тоа што ги поттикнуваме Европската комисија и Русија да отворат директен диалог, односно Газпром и Европската комисија за решавање на сите прашања што Европската комисија ги потегна во однос на реализацијата на овој крупен меѓународен проект, меѓутоа проектот сам по себе има големо економско и општествено значење за реализација на не само на тој проект, туку и за подобрување на конкурентноста на економиите кои што се вклучени и на земјите кои што се вклучени во тој проект. Во разговорот со својот домаќин, градоначалникот Димитровски, Ставревски се интересираше со каква динамика се реализираат проектите и кои се приоритетите за наредната 2014 година за општина Кочани. Црковниот храм Свети Великомаченик Ѓорги од Кочани го одбележа празникот на црквата. Се служеше утрена литургија на која началствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион. Црковниот храм Свети Великомаченик Ѓорги од Кочани го одбележа празникот на црквата. Се служеше утрена литургија на која началствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион во сослужение на свештенослужители од Кочанската епархија. На богослужбата присуствуваа голем број жители на Кочани. Денеска Светата црква го празнува, се разбере, ние го празнуваме, Светиот Алимпије Столпник и Светиот новомаченик Маченик Ѓорги Хиевски, но се претпоставува дека на овој ден е осветен храмот и се празнува како втора слава, како роден ден на црквата. Инаку, храмот е посветен на Светиот Великомаченик Ѓорги Победоносец, кој што се празнува на 6 мај. Па спомнавме на светата литургија, за Светиот Алимпије Столпник знаеме дека бил доста достоен модвиг, монах кој што се подвизавал, живеел 100 години, поголемиот дел од животот го поминал во пост, во молитва, во покаяние, создал 2 манастири, машки и женски, близу до столпот кај што се подвизавал, а пак во женскиот манастир се подвизувале неговата мајка и сестра. Честит празникот и за многу години. Верниците од Кочани во текот на вчерашниот ден го одбележа празникот Свети Климент Охридски. На утрената богослужба во црквата Свети Ѓорги присуствуваа голем број верници. Убав празник. Па добро, убав празник. Празник Свети Ѓорги Маченик. За ново години го празнуваме, сега се пости Божикни. О, голема работа. Храмото на црквата. Свети Климент, Свети Ѓорги, празник голем. Интересно за нашиот храм овде во Кочани тоа што според некои документи не можеме точно со сигурност да потврдиме, но се претпоставува дека токму на овој ден е осветен и нашиот храм посветен на Светиот Великомаченик Ѓорги Победоносец. Па така секоја година традиционално на овој ден
се служи света божествена архиерейска литургија на која што нели чинно началство митрополитот Брегалнички Иларион со свештеници од целата епархија. Многу луѓе, многу верници дојдоа вчера и посетија, нели, присуствуваа на вечерното богослужение, исто така и денес на света архиерейска литургија. Во населбата селиште во Оризари предадено во употреба ново комбинирано спортско игралиште, во кое општината вложи 8 милиони денари сопствени средства. За жителите на населбата селиште во Оризари саботата беше вистински празничен ден. Градоначалникот на Кочани Радко Димитровски го предаде во употреба комбинираното спортско игралиште наменето за мал фудбал, кошарка, ракомет и одбојка. Ова е седмо игралиште во општината Кочани и со него докажуваме дека секој дел од градот, од општината е составен дел на општината и ние се грижиме подеднакво за сите. Посебно се грижиме за најмладите наши сограѓани, да тие покрај они обврски што ги имаат во училиштето, да можат во слободното време да се бават со спорт, а не да се бават со некои други работи кои што дури не би ги спомнувал во овие моменти. Им посакувам многу убави моменти овде, им посакувам многу и спортски успеси и да имаме, како што рече еден од присутните овде, што е можно повеќе посетители овде, односно што е можно повеќе дечиња. За Лазар Митев, советник во Советот на општината од Оризари, игралиштето ќе значи можност за рекреација и спортување на повеќе генерации од ова населено место. Ова игралиште од два аспекта значи многу за нашата населба. Првиот аспект е тоа што на ова место пред некои 40-50 години значи постоеше едно од првите игралишта. Значи овде се играле првите утакмици во нашето село со нашата екипа ФК Младост, се до овој момент после 30-40 години од кога е направено новото игралиште. Така да ова навистина значи многу, затоа што еве на истото место каде што нашите дедовци и татковци играле пред 40-50 години, сега имаме прилика нашите деца и нивните внуци да играат на ова прекрасно игралиште, да ви кажам искрено. Тоа е првиот аспект, вториот аспект каже градоначалникот дека навистина значи многу затоа што и оние деца кои што се навистина во последните години во помал број, меѓутоа им требаат вакви спортски терени затоа што ќе ви кажам искрено, ако пред 4-5 години гледа серии од типот на Долина на волците, сега имаат прилика вака да играат овде, да организираат турнири и ќе ви кажам искрено дека и деца до 8 одделение си прават турнири. Секоја недела јас во моето мало и ние имаме едно провизорно игралиште и ова е едно прекрасно игралиште на кое што верувајте ме дека сега децата од целото село ќе доаѓаат овдека и ќе формираат и ќе организираат турнири. Во овој дел во Оризари, во населбата селиште, моментално нема таков објект и многу е од големо значење за нашите деца. Децата тука ќе се, нели, ќе спортуваат, ќе рекреираат и ќе физички ќе се развиваат. Во изградбата на комбинираното спортско игралиште во населеното место Селиште во населбата Оризари, општината Кочани инвестираше сопствени 8 милиони денари. На новинарско прашање до каде изградбата на игралиштето во населбата Тикишински Лозја, Димитровски со одговор дека него го гради Агенцијата за млади и спорт и дека истото со самото оградување ќе биде наскоро предадено во употреба. Фудбалерките, раководството и помагателите на женскиот фудбалски клуб Младости Нина С со пригодна свеченост е одбележаа најуспешната година за женскиот фудбал во Оризари. Во 2014 ќе се атакува на нови успеси. Крајот на 2013 како неуспешна година во кусата, но исполнета историја на женскиот фудбал во Оризари, во саботата го прославија фудбалерките, раководството и помагателите на клубот. Екипата на Младост Нина С во годината што истекува играше во финалето на Купот на Македонија, а полусезоната ја заврши на делба на првата позиција, заедно со женските фудбалски клубови Кочани и Тиверија и Статов од Струмица, со само еден пораз. Сакавме на еден убав начин да заокружиме оваа година, значи календарска 2013 година, бидејќи мислиме дека е најуспешна година во историјата на нашиот женски фудбалски клуб. И ги поканивме сите помагатели, значи тука е целата екипа и ги поканивме медиумите, вас медиумите, бидејќи мораме да една работа да кажеме јавно дека општина Кочани, медиумите во општина Кочани се единствени кои пренасаат надпревари од женска фудбалска лига на Македонија, значи единствени во државата.
и мислевме дека со тоа ќе се одолжиме на еден скромен начин највеќе на девојчињата, бидејќи оваа успешна сезона е само нивна, значи тие се најзаслужни што ги постигнавме овие резултати што ги имаме до сега. Направеното е со собствени сили, што е повод за уште поамбициозни планови за наредната 2014 година, кога оризарки најавуваат битка за шампионската титула. Столбот на одбраната на Младост 11 Симона Веселинова е задоволна од постигнатото. Атмосферата е на високо ниво. Ние сме задоволни од тоа што го постигнавме оваа полусезона и сме големи оптимисти за наредната полусезона. Срекни сме што се собравме вака втората полусезона. Мислам дека можеме да изненадиме, бидејќи веруваме во нас, веруваме во цела екипа и со голема сложност и труд, мислам дека ќе можеме да постигнеме големи успеси. На свеченост им беа доделени благодарници на заслужните за изморедниот успех на клубот, како и на помагателите, без чија поддршка опстојувањето е невозможно. Прогласење неуспешните екипи и поединци од страна на Федерацијата на гимнастички спортови на Македонија. Машката екипа на Кочани и тренерот Николчо Колев најдобри во државата. Во мотелот Слив крај Виница на пригодна свеченост Федерацијата на гимнастички спортови на Македонија ги прогласи неуспешните поединци во повеќе категории и неуспешните екипи во машка и женска конкуренција. Присутните ги поздрави градоначалникот на Виница Емил Дончев, кој истакна: Општина Виница високо во приоритетите го има секој спорт и ќе не биде задоволство од сега па натаму како еден нов спорт тоа да биде и гимнастиката. Ние веќе покажавме интерес, значи со опремување една сала во делот на училиштето Славчо Стојменски. Посебно повеќе од се што имаме и успеси во делот на гимнастиката за помалку од 2 години. Имаме веќе шампиони на Македонија и тоа ќе биде уште еден поголем мотив да инвестираме повеќе во овој спорт. Во име на Федерацијата на гимнастички спортови на Македонија зборуваше Љупчо Арнаудовски, кој меѓу другото рече: Добро е што првпат ето во Виница почна овој спорт и првпат имаме први места. Тоа е добар знак, бидејќи сега се јавуваат и нови клубови, што е добро за Федерацијата. Во А тимот во категоријата јуниори за најдобар беше прогласен Ненад Атанасов, а во Б лигата награди освоија Стефан Зафировски јуниори, Јана Николова помлади пионерки, Изабела Стаменкова јуниорки и Кристина Атанасова сениорки од гимнастичкото друштво Кочани. Машката екипа на Кочани и тренерот Никола Колев се прогласени за најдобра екипа и најдобар тренер. Таа награда ние добивме. Најверојатно тоа е според будувањето направено. Имаме значи и во женска и во машка. Во машка имавме малце подобри резултати во А лигата, затоа што имавме таму машка екипа и тие донесоа бодови во кои што беше извршено будувањето. Меѓутоа и женската лига екипа не е за подценување, иако имаме поголем број на членови таму и надпреварувачки во Б лигата, каде што будувањето е малце со помалку бодови. Кочани е бил расаник на гимнастиката, се надевам дека со работа и со труд и со поддршка од надлежните во градот, мислам дека можеме да го заземеме овој еви и на пиедесталот. Имаме голем напредок, од 4-то место сега сме втори екипно. Се надевам дека ако продолжиме вака, дека ќе бидеме и први. Награди и признанија добија и Благој Каров и Сања Карова од гимнастичкото друштво од Кочани. Мартин Стоименов од карате клубот Партизана од Кочани стана државен првак на Македонија за 2013 година. Во организација на Карате Федерацијата на Македонија во населбата Маџари во Скопје се одржа државното првенство во карате за кадети, јуниори и јуниори до 21 година. Боите на карате клубот Партизан од Кочани ги бранеа четворица надпреварувачи: Мартин Стојменов, Димитар Јакимов, Столе Лазаров и Борис Кикенски, кои се закитија со еден златен и еден бронзен медал. Во категоријата јуниори, борби до 61 кг, Мартин Стојменов убедливо ги совлада сите тројца противници, го освои златниот медал и се закити со титулата државен првак на Македонија за 2013 година.
Заврши централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не селевте. Имајте пријатна вечер.